разбираат работите и од областа на правото и од областа на политиката. Во поглед на одлучување, во поглед на стратешки пристап и така натаму. Моето мислење е позитивно. Ти си? Па јас сум, ама јас сум чудовиден Чудо не видам. или невиден. И виден или невиден исто ти е. Значи гледај сега, ти имаш она се обидува да ти ја представи у розова боја владата на Бранко Црвенковски. И вика све беа доктори на науки. Гледаш како зборува со еден пиетет за тоа време. И мислам дека е нормално кога си министер и кога си седиш само у некој кабинет и вака и да се однесуваш. При тоа заборава да каже за фришоповите и никако не спомнува за маката на народот. Значи, во таа прва деценија на неовисност на Македонија, многу луѓе завршија на улица. Не се знае колку луѓе се иселија и не се знае колку луѓе беа жртва на таа транзиција. Во физичка смисла, колку луѓе умреа од таа транзиција. Не се знае колку судбини дечи се запустија и не се знае точно колку украдоа олигарсите. Како стана државните фабрики приватна собственост. Но има едно НЗС. Едното НЗС е Бранко Црвенковски. И тоа го збори со таква една комоција. Затоа што мисли дека соговорникот е млад и не се сеќава на тоа време. И тоа има луѓе што се сеќаваат. Да. И симплификацијата, упростувањето и не знам воопштувањето на тезата дека Бранко Црвенковски со една математичка прецизност таму, склоност, собственост на науките таму и дека тоа го испрезентирал, односно така го применувал во политиката, ја можам само да го разберам во една насока. Дека пробува да му направи контекст на Мицко у иста шема, бидејќи Мицко нели збореше дека бил математички прецизен во неговите образлагања, кога збореше, секогаш бројки користи, затоа што мисли дека на тој начин остава некоја, што знам, интелектуална тежина, а уствари е празна форма. И апсолутно гледам у оваа изјава триаголник или триумвират. Може најдобро да се примени терминот триумвират. Тројното владење во Стариот Рим, што Цезар го има направено, поделба на моќ, односно учество на три фигури блиски, слични и така натаму, а тој триумвират ви е Бранко, Гога и Мицко. И ова само глувите нема да го чујат и слепите нема да го видат. Они се си кажуваат отворено. Едниот е кандидира, другиот го фали, едниот и другиот се поврзани тајно, им ги и се поврзуваат како целина и си доминираат со системот.